Почитувани колеги, сакам да кажам дека кога го читам образложението на законот и самиот закон, се сложувам со целта, ама за жал не можам да се сложам со методот, односно со предлогот. Апсолутно се согласувам дека она што му се случи на Скопје е злосторство. Растурањето на Скопје во последниве години е поголемо од земјотресното растурање. Затоа што не може веќе ни ново да се изгради. Оно што му се случува на Скопје е комбинација на злосторство и естетско, и културно, и урбанистичко, и криминал. И за жал, не постои козметички начин за тоа да се реши. Оно што оваа власт го прави на Скопје, наликува на најлошите пластични хирурзи кои претеруваат со фейслифтингот и потоа добиваме монструми на изглед кои што не личат на жив град. Тоа му се случи на Скопје. За жал, и во градскиот совет, и во општата политичка структура на владење со градот, нема интерес да се разговара за вистинските проблеми во главниот град. Нема интерес дури кај оние кои што се најповикани, како што велите вие, ориентирани кон природата, зелените. Да се биде зелена партија не е да облечеме зелено кога ќе ни треба, туку да реагираме понекогаш и жестоко, тогаш кога се руши овој град на среден и на долг рок. Не знам каде беа сите тие еве и зелени партии, тогаш кога се донесе одлуката уште еден зид да ставиме кој што ќе го спречи воздухот да влегува во Скопје заради 30 катници кои што ќе се градат на 500 метри од собранијата. Дали тогаш не размислувавме дека ќе му се случи на Скопје тоа што му се случува овие денови, не само заради климата. Во Скопје денеска живеат деца со најголем број на болести на белите дробови. Во Скопје драстично се зболемува бројот на алергии. Во Скопје се повеќе се влошува здравјето на жителите. И ден денеска градската власт, избрана од ВМРО, ДПМН, но и од така наречените зелени, не ни дозволува дури ни да знаеме во колку загадено живееме. И мислите дека со тоа ќе се реши проблемот? Денеска не знаеме што дишаме во Скопје од воздухот. И вие велите, гаси го сајтот, барем да не се знае дека е Скопје најзагаден град во Европа. Каде беа сите овие заштитници кога пред само нецела година на ангро се испосекоа сите можни дрвја ни Скопје? Ке садиме стотици илјади дрва низ Македонија, ке фрлиме милиони евра за тоа што најголемиот дел од дрвата, дури и според тие кои учествуваа во акцијата, не успеа, а при тоа се што може во централните делови на Скопје ќе исечеме. Се што може ќе исечеме. Зошто? За да кога премиерот вртел кај владата, погледот да му бил почист. Не знам од што му сметаат дрвата. Не знам што му смета, ама тоа што се случи на тој булевар, без никаква причина, само за да некој печали асфалт, е навистина недозволиво. Недозволиво е. И после ќе се чудиме болни кога ќе бидеме, кога цела година ќе кашламе. И ќе викаме, сега дајте пари да ја решаваме екологијата. Помина времето. Помина моментот. Меѓутоа, оно што му се случува на Скопје не е само проблем заради загаденоста. Туку заради тоа што ова што така наречено се гради, веќе нема да може назад да се враќаме. Урбаната мафија не влијае на градските власти. Урбаната мафија е градска власт. Пред неколку дена, кога се случи онаа трагедија што е само прв чин со паѓањето на потпорниот зид на Водно, еве што кажа главниот виновник за тоа, еден од двајцата, покрај градоначалникот и министерот за транспорт и врски, кој исто така дава зелено светло. Вели вака градоначалникот на Центар: ако е приватна собственост, ние немаме што да кажеме и немаме како да влијаеме. Ако вака градскиот татко на општината Центар ја сваќа градската, општинската власт, не знам дали да се смеам или да плачам. Затоа што тој навистина свати дека кај што ќе му побара некој од ВМРО, ДПМН, он мора да даде што и да му бара. 100 катница, 100 катница. Од хотел во стамбена зграда.
од неговиот паркинг, катна гаража во трговски центар. И тој навистина мисли дека кога ќе си ја купиш земјата бесплатно или со многу малку пари, после твоите луѓе во општината или во градот ќе си направат што сакаш. И твојот имот од мал ќе стане многу голем. И тој систем, фала Богу, го направи правило. Имено, ако човекот кој што има приватна собственост си побара хотел, зграда, еве ВМРО ДПМН, стамбена зграда, катна гаража, што и да побара, се мора да му се даде. Ако не од ВМРО, се разбира, зелена површина ќе биде тоа. Меѓутоа, лека полека ВМРО-вците алчни испаднаа. И тие зелени површини си ги купија за ефтини пари. А откако ги купија, тогаш за нив почна да важи правилото број 1. И тука зграда стави. И тука стави катна гаража, која после ќе стане трговски центар. Денеска овдека гледам, не биле одамна нашиве колеги пратеници ни Скопје да ги видат паркинг местата слободни, нели, бесплатни, ни да ги видат новите згради. Да не зборувам за приватните куќи. Меѓутоа, како ќе ми објасните дека деталниот урбанистички план во центар мораше да се смени, за да градоначалникот кој поевтино си купи еден плац на Водно, да може да се изгради куќа. И кога ќе му отидете следен пат на гости, ако не се лажам, кај шведскиот амбасадор, вирнете од дворот и ќе погледнете како, ако порано имаше поглед, денес има зграда. И не е зграда, него е приватна куќа. И не е куќа на било кого, него е на градоначалникот кој со подпис тоа го дозволува. И вие сега сакате да ме убедите дека градски архитект тоа ќе го промени. Дај Боже да се надевав така дека е можно. Меѓутоа, ако го прочитаме подетално предлог законот, ќе видиме дека тој ќе биде позиција со убаво име и со никаква моќ. Ќе го избере повторно Советот на град Скопје. Во Советот на град Скопје, што и да стави Коце Трајановски на дневен ред, се ќе помине. Коце Трајановски ќе излезе пред градскиот совет, како и пред нас, граѓаните на Скопје, и ќе каже, замислете граѓани, ви донесов зелен бран. И навистина, човек не знае дали да се смее. Зелен бран ни го донесе Коце. Па зелен бран на партизанска постоеше, ама пред да го воведе Коце. И затоа сега мора да ги напаѓа работниците што не обележале зелен бран и да ги пцуе по медиуми. Јас очекувам, кога го видовте видеоклипот со Коце Трајановски, градскиот татко на Скопје, дека ќе предложите закон во кој покрај градски архитект ќе имаме и градска воспитувачка или воспитувач. Затоа што не го личи така градоначалникот на главниот град така да зборува. Ама тоа е друга дискусија. Се прашувам кој ќе објасни како е возможно тогаш кога почна да се гради онаа зграда на местото на офицерскиот дом, ако не се лажам, или Народна банка, кога го продаваа плацот, кога даваа решение да се градат 6 ли, 5 ли, 100 ли спрата, се обврзаа дека инвеститорот ќе мора да изгради подземна улица, која ќе поминува под кеот и дека никој, вклучително граѓаните што уживаат на кеот, луѓето кои што се шетаат, оние кои што таму купиле локали, нема да биде зијан. Се сеќавате на тој муабет. 100 пати кажаа дека таму ќе се изгради подземна улица. И тие кои што биле заинтересирани да инвестираат, презеле таква обврска. Како што сега новите инвеститори превземаа обврски за не знам колку подземни улици тука на другата страна на центарот. Знаете сега што се случи? Сега веќе подземна улица нема. Сега кеј нема да има. Зошто? Заради тоа што инвеститорите се директни први луѓе на првиот круг околу премиерот. Тука завршуваат урбанистичките планови. Тука завршува планирањето, урбанизмот, редот во градот, а почнува и владее урбаната мафија. За жал, урбаната мафија во Скопје само стана поалчна и пожедна за нови локации, за нови заработки, за нови профити, бидејќи не знам за што друго работат. И цената која што ја плаќаме не е само Скопје со лош фейслифтинг, туку Скопје која секоја година е позагадено, секоја година има се помалку зелени површини, а секоја година има се повеќе корупција. Благодарам.